Државната комисија за жалби по јавни набавки ја уважи поплаката на АД доктор Пановски, една од фирмите што приговараа поради спецификациите на тендерот за набавка на реагенси на Министерството за здравство, тежок 36 милиони евра, кој беше стопиран, според појаснувањето на министерот Филипче, поради нецелосна тендерска документација на единствениот понудувач АБОТ. Државната комисија до трите фирми, Адриамед, Авицена и доктор Пановски, писмено треба да ги достави решенијата по кои одлучувала во средата. Жалбите се доставени неколку дена пред министерот Филипче на набрзина свиканата пресконференција да соопшти дека експресната евалуација на понудата на единствената компанија АБОТ открила недостатоци. Со тендерот, процесот на биохемиски анализи треба да се централизира во 12 лаборатории, па наместо самите болници да набавуваат реагенси. Сега таа обврска ќе ја превземе Министерството. Министерот Филипче не отстапува од намерата за централизација на лабораториите, па најави дека нов тендер ќе се распише откако ќе завршат постапките за претходниот. Докаде распишувањето новиот тендер за лаборатории, во последното интервју за Макфакс кажавте дека до крајот на оваа недела треба да видите што било на претходно неправилно во тој тендер. Чекаме да заврши оваа недела, затоа што сега завршува тој период кој што мора да го почекаме за жалби. Во петок ние ќе донесеме одлуката за прекинување и после тоа веднаш ќе видиме на кој начин ќе продолжиме понатаму. Тендерот го доби епитетот скандалозен, откако беше откриено дека на него како подизвидувач е пријавена ново формирана Ахар Лаб, фирма регистрирана на адреса на повеќе познати скопски адвокати, а основана во април годинава, кога во јавноста се дозна дека ќе има централизација на лабораториите.